Opel го нуди Vivaro E во три должини S, M и L, како и неколку верзии на каросеријата, вклучувајќи панел фургон, кабина за екипажот и верзијата со платформа. Повеќето верзии на Vivaro E се високи само 1,90 метри и затоа може да влезат во подземен паркинг. Широк спектар на системи за помош и напредни технологии се евентуално достапни, вклучително и камера од 180 степени со поглед наназад и мултимедијална инфозабава. Корисни карактеристики, како што се лизгачките врати контролирани со сензорите и оптоварувањето преку Flex Cargo обезбедуваат дополнителна функционалност. Со 100 kW, односно 136 конски сили и 260 Нм вртежен момент од електричниот погонски систем, Vivaro E нуди добри перформанси. Електронски контролираната максимална брзина од 130 km/h овозможува автопатна брзина, додека го зачувува и електричниот опсег. Софистициран регенеративен систем на сопирањето, која обновува енергијата произведена под сопирањето или забавувањето, дополнително ја зголемува ефикасноста. Батеријата сместена под товарниот простор дополнително го спушта центарот на гравитацијата, што придонесува стабилност при возење во свијаци и на ветерот, дури и кога Vivaro е целосно натоварен. Истовремено придонесува и за поголемо задоволство при возењето. Електрична мобилност е олеснета со разновидноста на опциите за полнење, услуги. Opel Connect и купувачите на Opel Vivaro E може да изберат помеѓу две големини на литиум-ионската батерија, во зависност од нивните потреби, и тоа со 75 kWh за возење до 330 km или за оние кои имаат помалку интензивно секојдневно користење на своето возило со 50 kWh и опсег од 230 km. Во Германија, Opel Vivaro E чини 35.650 евра, но и финансиската поддршка на германската влада во форма на еколошки бонус за електрични возила со батерии се искачи на 9.000 евра до 31 декември 2020 година. Сите верзии на E-Cargo, S, M и L во трите нивоа на опрема, Selection, Edition и Elegance, ќе добијат целосен еколошки бонус од 9.000 евра. Така, Vivaro E-Cargo S Selection е достапен за 26.650 евра. Користејќи станица за полнење од 100 kWh, полнењето на батеријата од 50 kWh до 80% наполнетост трае околу 30 минути или околу 45 минути за батерија од 75 kWh. Она што е важно за флотните купувачи е трајност на батеријата, која е покриена со 8 годишна гаранција или изминати 160.000 km. Со цел користење на Vivaro E да биде уште попрактично, Opel Connect апликацијата My Opel и Free to Move Service, брендот за мобилност на групата PSA, нуди специјални решенија за електричните возила. Услугите се достапни преку апликации. Функцијата Charge My Car од апликацијата Free to Move Service овозможува пристап до повеќе од 140.000 точки за полнење низ цела Европа, вклучително и за плаќање. За да им се олесни на клиентите да изберат вистинската точка за полнење, апликацијата Free to Move Service прави избор врз основа на растојанието до точката на полнење, брзината на полнење и тековната цена за полнење на мрежните опции за јавно полнење.
Како и незините браќа и сестри со мотори со внатрешно согорување, Vivaro E нуди невообичаено широк спектар на системи за помош на возачот, кои ја подобруваат безбедноста на професионалците. Покрај head-up дисплејот Vivaro E вклучува помош за одржување во лента, проширено препознавање на сообраќајните знаци, сигнализација за дремливост, предупредување за фронтален судир и автоматско сопирање при итни случаи. Ултразвучни сензори во предните и задните делови на Vivaro E го предупредуваат возачот на пречки при паркирање и ја следи страничната слепа точка. Во зависност од нивото на опремата, сликата на камерата од 180 степени се појавува на 7-инчниот екран чувствителен на допир. Мултимедијалните радио и мултимедијални системи за инфозабава на Vivaro E доаѓаат со голем 7-инчен екран на допир, а двете имаат интеграција на телефони преку Apple CarPlay и Android Auto.